Денес државата, капиталистичката класа, сека да има вложено многу пари, многу труд, многу, како да кажам, институции, формални, неформални, кои што работат работниците да ја изгубат класната свест. И да ја изгубат со самото тоа и вербата во класната борба. Дел од таа стратегија е и за овој период, што не е многу одамна, пред 100 години, меѓу двете светски војни, е да не знаеме што се случувало во тој период. Например, ако останеме само на формалното образование, основно и средно, за тој период ќе имаме печаток дека едноставно главната борба на овие простори било, да речеме, македонците да го изградат својот национален идентитет различен од србите, од бугарите и слично. А кога учиме во школа за битовите драми, застануваме на тоа колку била тешка положбата на македонскиот народ, пример. Пак е, значи, образованието некако фокусирано на националната изградба. И сега тоа само по себе не е лошо, нели? Секој народ своето национално прашање сака да си го реши. Ама со самото тоа што, например, знаеме за некои од овие личности, например за Димо Хаџидимов, кој би рекол, што нема читано повеќе, дека имал експлицитно изразени марксистички, комунистички идеи. За него информациите се дека се борел во рамките на Македонската револуционерна организација.